мојата професија секојдневна, но тој ден беше посебен за мене. Седнав, како вообичајно, да завршам дел од моите обврски спрема моите клиенти и тогаш го допрев топчето, кој што јас си го нареков мојот нов другар, мојот нов дечко, така наречен канцер, рак. Од тука започна се понатаму. Наташа, постои ли материјал со кој што може да се скрпи живот кај луѓето со канцер? Според мене постои. Според мојата приказна, постои. Ќе го кажам тоа затоа што реално овие парчиња материјал мене ми го продолжија животот и мене ми ја дадоа сета позитивна енергија. Моите клиентки со нивните материјали кои што доаѓаа секојдневно без разлика што го поминував еден од најтешкиот период во животот, направија тие материјали да денес бидам тоа што сум, посилна, похрабра, жена која што се бори со насмевка и жена која што никогаш не покажа дека канцерот е болест. Туку канцерот е нешто што Господ ни го дава на тие што се храбри и ни го дава како искушение за да станеме уште посилни од тоа што сме биле. Благодарение на една соборка која што живее во Швајцарија, даде идеја за изработка на перничиња за постоперативниот зафат на жени оперирани од канцер на дојка. За таа цел почнавме да обезбедуваме донации по фирми, по општини и им благодарам на сите кои што излегоа во соработка за да се изработат. Ова перниче користи за лимфна дренажа, односно кога се прави операција на дојка, се вадат и лимфни јазли и со тоа значи се намалува функцијата на раката. Чувството кога се носат перничињата на торакална хирургија и на онкологија е нешто неописливо. Тој блесок на очите на жениве кои што го поминуваат тоа и кога ќе им го подадеш е нешто незаменливо. Сум го поминала тоа и знам што значи кога некој ќе ти ја даде таа насмевка и кој ќе знае женава дека не е сама, односно не се бори, дека и други жени го поминале тој пат, една меѓу нив сум и јас. Тоа е нешто вистина неописливо, затоа што верувајте ми, колку и да имате поддршката од своите најблиски во фамилијава, никој не може да ве свати така како што може да ве свати само тој тоа што го поминал тој пат. ноември. Седев на машина и работев некој фустан за моја клиентка и случајно го осетив топчето на мојата десна града. И од тука почна мојот пат со канцерот на дојка. Првично не сакав да верувам дали сум една јас од тие. И прво што почнав да размислувам каде сега. Но благодарение на еден мој многу близок доктор се јавив и почнав со испитувањата, односно прво направив крвна слика за да видам тумор маркерот. Тумор маркерот беше во нормална, не покажа дека има нешто. Пошто како и секогаш се бориме со термините,
ми обезбедија да се направам преку врски во Букурешт и докторкава кој што ми ја направи мамографијава, ми го рече следново: мора да ве видите ракалец, ја искрено ви се извинувам што не можам да ви дадам никаков извештај, но оваа ситуација е за торакалец. Излегов, фамилијата ме чекаше надвор. Но јас не пуштив солза како сега, туку едноставно реков што понатам. Пак му се јавив на тој мој доктор пријател и му кажав што се случува и он само ми рече: не се секирай, Мацо, ти дојди утре кај мене и одиме понатаму. Отидов, се направи биопсија, се потврди дека има тумор и буквално за една недела ми беше закачежена операцијата на торакална хирургија на клиника. Операцијата беше на 2 декември 2021. Јас сум мајка на 2 деца. Ќерката тогаш имаше само 12 години. Моментот беше како да им соопштиш на децата што понатаму ќе се случува во оваа фамилија. Иако имаше 12 години, седнавме и објаснив дека јас ќе морам да се оперирам и дека ние сите фамилиарно ќе треба да се бориме со канцерот на дојка. Заврши операцијава, почнаа хемотерапиите. Првата хемотерапија ја примив на 11.1.2022. Имав циклус од 8 хемотерапии и 2 зрачења. Мојот канцер е хормон зависен. По професија сум дипломиран технолог конфекцијски инженер и дома работам 13 години. Ги разубавувам дамите во нашиот град. Помина првата хемотерапија. Беше корона. Беше тешко, морам да признам. Беше неподнослива хемотерапијата. Имаше моменти кога не можев да станам од кревет буквално со денови, 2-3 дена. Но гледајќи ги сопствените деца реков: мораш да се исправиш и мораш да живееш понатаму, не си единствена и мораш да излезеш победник од оваа болест. После првата хемотерапија паѓа коса. И се јавив на една моја пријателка која што е фризерка, ми ишише како што сега нешто имам должина. Кога влегов во ВЦ, во купатило пак да ја мијам косата, почна да паѓаат прамени. И се јавив само и реков: ќе може ли да дојдам и да ми ишишеш да бидам нуларица? Она ме вика: да, може. Во ниеден момент не ставив перика, иако имав понудено од доста пријателки да носам, искрено не се пронедов. Кога ги ставав периките како да не бев јас. Многу повеќе бев своја кога ќе се видев без коса, него кога ќе се видев со косата. Поминаа хемотерапиите, поминаа зрачењата, почнаа редовните контроли и од сето тоа веќе поминато скоро 2 години. Јас се чувствувам супер, сум позитивна. Никој мислам дека не осети во домов дека јас и ние се боревме со таа болест, затоа што јас не го дозволив тоа прво како мајка, второ како сопруга, трето како жена, затоа што не сум единствената жена која што го поминува овој пат. Многу сме. Вистина, бројкава на за диагностицирани на канцер на дојка во моментот во државата е премногу. Преголем. Страшен е моментот кога ќе влезете на онкологија и кога ќе го поминете прагот и кога ќе видите колку само редици има, колку и да сака персоналот на онкологија да не постигне сите, мислам, тоа е страшно. Тоа е
Има денови кога ќе влезете пред врата има веќе 200 луѓе. Колку и да се мокни докторите, ја мислам дека не можат да постигнат на секој ден да ни кажат добар ден, а не се останато. Какво ти беше на чувството кога ја прочита информацијата дека не само ти, можеби многу други пациенти сте добивале раствор? Искрено ви кажам, шокантно беше. Првата помисла, а реално која дојдов, си реков, а што ако сум била една од тие што вистина било тоа така? Затоа што реално мене после првата хемотерапија ми падна косата. И тоа е еден од знаците. Затоа што нели си знаеме циклусите на хемотерапија кои што ги примаме. Да не кажам, топката се префрлува од еден на друг. Го изслушав министерот за образование. За здравство. Го изслушав и би рекла вака. Господине министре за здравство, кога седнавте на таа фотелја, сигурно знаевте со кои проблеми ќе се соочувате. Не можеме да викаме, ама ние ова не го начекавме вака, или ние не знаеме, ќе видиме и ќе се избориме со тоа. Ние не бараме ниту оставка, ние не бараме, не знам, некого да окривиме. Ние бараме вистината, а вистината е во нивни раце. Само они можат да најдат дали било тоа вистина што се правело или не било. Затоа што реално ќе кажем и друга работа. Ние како онколошки пациенти не се соочуваме само со овој проблем. Овој проблем не постои од сега. Јас сум тази онколошки пациент 2 години. Има онколошки пациенти кои што се соочуваат со овој проблем уназад со години. Значи има онколошки пациенти со 10 години кај што им е диагностициран канцер, не мора да е на дојка. Ние се соочуваме со проблемот термини. И би прашала, 2 месеци нема термини за ехо на дојка. Кога ќе ги добиеме термините за ехо на дојка? Кога ние ќе добиеме термини за мамографија? Кога ние ќе добиеме термини за тоа што ќе ни треба? Кога ќе добијат термини луѓето кои што имаат метастази и на кои што им треба PET скен, а за тој PET скен се чека со години, некојаш значи чекаат и 1 година. За таа 1 година канцерот може да биде прогресивен и тој живот да згасне, чекајќи го терминот за било кој начин на испитување кој што нас не е потребен. Искрено, бескрено сум им благодарна на целиот персонал на онкологија. Затоа што тој терет таму што го поминуваат тие медицински лица е за пофалба и мал збор. Е за поклон до земја. Ја така би го нарекла. Очекувам барем некој да застане пред нас од сите тие кои што ветуваат дека нешто ветуваат. Очекувам дека некои од докторите кои што се спомнати дека ќе излезат пред нас и ќе кажат не, тоа не е вистина, еве сме овде пред вас и очекувам дека се во ова ќе биде само лош сон, а не дека ќе се соочиме со уште поголеми предизвици, односно ако почне да се отвара Пандорината кутија, ако е вистина сето тоа што се збори, тогаш ќе ни биде интересниот момент од сето тоа. Вистина стварно очекувам дека овие денови кога сме пред јавното обвинителство, од сите тие високи функционери ќе дојде и ќе застане до нас и ќе ни каже дека се ова не е вистина. Искрено го очекувам тоа. Во моментот од кога се врати мојата мајка од таа операција и од таа онкологија и кога видов во која ситуација е, сватив колку ствари јас ќе сум ми потребна како поддршка и колку ќе сум јас потребна да бидам тука без разлика дали мене тоа ќе ми биде тешко, дали не. Сватив дека во тој момент нејзините емоции се најбитни и дека јас морам да бидам најцврста што до сега во мојот живот сум била, за да може сето тоа да се преброди, бидејќи уште од порано кога
Уште од порано сум го сакала предметот биологија, имам истражување на страна за такви работи, и за канцер и за многу други болести. Знаев дека канцерот е многу опасен, знаев дека се умира од тоа и нормално кога некој ќе ти каже канцер, прво што ти доаѓа на уме смрт. Но сватив дека тоа не смеам да го мислам за мојата мајка, затоа што би направила, што би правила јас без нејза. Едноставно, од секогаш било она тука за мене, првиот пат кога сум ги отворила очите, она нејза сум ја видела и не можев да си дозволам да ми падне на ум мислата што ако ја нема. Едноставно незамисливо ми беше. Кога се врати имаше ситуации кога не можеше од кревет да стане, кога тоа беше предизвик за сите нас да ја помогнеме, кога чашата вода мораше да нејзе да ја однесеме, мораше од наши раце да пие вода или да земе за јадење, затоа што едноставно не си подвижен после тоа. Кога ја ишиша косата, кога почна да паѓа, јас бев најголемата поддршка и така со таа мисла почнав и јас да ја растам мојата коса, за во иднина да можам да ишишам и да ја донирам за перики. Тоа ми е најголемата желба, затоа што она не стави перика, затоа што не се пронајде и јас во ниеден момент не ја осудував за тоа и бев браво, секоја чест за тоа што го правиш, затоа што многу малце жени тоа го можат, да си се видат себе си во огледало без коса. Тоа е многу тешко. Јас како девојче не можам тоа да го замислам за мене, такво нешто да издржам. Како некој што сака да биде дел од тие медицински лица, што му е желба со години, 4 години ми е желба јас да бидам дел од тие медицински лица, не можев да замислам што може да ги поттикне спрема тоа да го направат. Зошто би го направиле тоа? Прво, пред се откако прочитав, сватив дека тие хемотерапии што не ги заменувале, што не се знае дали се заменувани, ги продавале на црно. И после ми дојде на ум, што ако кај мајка ми можеби некоја терапија била таква, што ако јас сум ја изгубила мајка ми поради некое лице што си одлучило дека парите вредат повеќе од животот на мајка ми? Едната тетоважа, ова е сестра ми јас. Јас сум на лева рака, сестра ми на десна. Овие ни се откоцаите од срце. Кога ќе се фатиме за рака, моето срце продолжува кај нејзе, тоа дека секојаш ќе чука, иако се две, секојаш ќе чука во едно, а втората е вербата. Никогаш нема да ја губите вербата во самите себе. Ништо друго не треба да не плаши освен смртта. Затоа мораме да бидеме упорни, за да не дојде до тој момент. Ниту еден живот не е толку безвреден за некој да си дозволи да го згасне, а ниту некој да згасне нечиј живот. Информацијата дека пациентите примале раствор ја разгори јавноста. Стана пеколна, особено за блиски кои имале своји пациенти. Но кој тоа го дозволил да згасне, токму таа надеж.